вечер, ова е топ тема. 10 часа преговори во Страсбур до рано наутро. Попладнево во Европскиот парламент дебата за Македонија. Вечерва во топ тема. И во Страсбур само договор за договарање. Кој и како ќе почне да го расплеткува политичкиот јазол? Дали морковот и стапот од меѓународната заедница ќе биде клучен? Вечерва во топ тема со Боби Христов. Дебата со поранешните амбасадори Виктор Габер, Горан Рафајловски и Ѓорѓи Филипов. Токму така, тоа се дел од тезите за моите вечерашни гости, поранешните амбасадори Виктор Габер, Горан Рафајловски и Ѓорѓи Филипов. Добро вечер и добре дојдовте во топ тема. Господине Габер, би почнал со вас, бидејќи во својство на член дел на дипломатскиот совет на СДСМ бевте дел од претходните два преговарачки циклуси или разговори кои што се одржаа во Европскиот парламент во Брисел. Што значи кога единствениот исход или единствената реченица која упатува на атмосферата на разговорите е дека сме имале искрени разговори? Па сега конкретно, благодарам на поканата и чест ми е со колегите да бидеме заедно во вашето студио. Таа формулација сепак ја можам само моје лично мислење да кажам, бидејќи не бев денеска таму или вчера, за да можам да бидам многу поконкретен, но во дипломатскиот речник тоа би значило отприлика дека секој ги кажал своите ставови и дека меѓународната заедница е задоволна со тоа што имаме еден почеток кој што не изе и дозволува да се изрази на тој начин. Не е случајно речено тоа. Пред се со оглед на тоа дека еве и комесарот Хан е уклучен, значи едно друго ниво имаме сега, додека во првите две рунди имавме друго ниво, веќе јавноста е запозната со тоа. Се надеваме дека ќе продолжат на 26-ти разговорите. Темите кои што ги се таму отворени сигурно дека ќе бидат основа за понатамошно елаборирање на барањата на едната и на другата страна, но за сега немаме доволно информации да кажеме нешто по-конкретно во смисла на тоа дека е тоа позитивен или негативен или блокиран диалог и така натаму. Господине Рафајловски, од онаш малку информации што ги знаеме, дали беше очекувано дека договорот за да се договара дополнително ќе биде единствениот исход од овие разговори во Страсбур, кои траја невообичаено долго, повеќе од 10 часа, од некаде 5 часот попладне вчера до 3,5 часот утрина. Благодарам за поканата. Интересен термин, интересен тајминг да присуствуваме сите тука и да ги дадеме своите мислења. Се надевам дека ќе дадеме еден мал скромен допринос кон разрешување или кон нови, да кажеме, моменти во решавањето или разрешувањето на оваа политичка драма во Македонија. Прво сакам да кажам дека дипломатските чекори што ги превзема Европската комисија, односно Европската заедница, се прилично закаснети, задоснети. Тоа е првиот момент и сега тие малку веројатно ќе го забрзаат темпото и ритмот на дипломатски преговори, а од втора страна поради тоа задоснување на активно учество на меѓународниот фактор и поради карактеристиките и карактерот на преговарачите, пред се карактерот на владеачката гарнитура и на премиерот, мислам дека тие преговори нема да идат лесно, туку напротив ќе дојде до некое продолжување. Се надевам искрено дека нема да дојде до некои посериозни инциденти во истото време и дека на крајот, без разлика на времето на тие дипломатски преговори, разговори, веројатно решението веќе е познато. Рековте доцнат, зошто? Па затоа што требаше да се вклучат многу порано, дури уште пред една година, во решавањето на проблемите, бидејќи очигледно Македонија од 2005 до 2015 година, ако погледнете систематски во нашата дипломатија и надворешна политика, имаме систематско уназадување
и само проблемите се таложат, значи можете вие да ги спомнете, подобро ги знаете кои се проблеми се таложат, и место да се наоѓаат решенија, ние изнаоѓаме се нови комплицирани ставови и на тој начин се повеќе и повеќе се оддалечуваме. И многу е интересна констатацијата на еден политички аналитичар од ФАЦ, кој што кажа Мартинсен, така, тој кажа дека на жалост Македонија во еден надпис анализа пред 2 дена, Македонија 2015 е подалеку од Европската унија него 2005. Ке се навратиме на сите тие аспекти. Господин Филипов, која е вашата оценка за оваа последна рунда во Брисел, за да дојде до неа, еве мораше да се направи и оној судски преседан, да му се врати пасошот на лидерот на опозицијата, за да може да отиде до Страсбур и таму да се одржи средбата, која што очигледно немаше претходни услови тука да се случи. Ке ви дадам малку невообичаен дипломатски одговор. Мене ме радува што констатацијата е дека разговорите биле искрени, значи биле честни. Приодот бил искрен. Се користела една од разумните сили, љубовта, мудроста, доблеста, вистината и правдата. Јас би сакал на... Тоа е малку филозофски, не дипломатски. Би сакал на ова вистинитост и искреност која на природот во преговорите, разговорите, да внесат и малку мудрост и да ги завршат во интерес на граѓаните на Република Македонија. Не мора да почне со љубов, меѓутоа нека почне со мудрост и искреност и ќе се дојде до решение во интерес на Република Македонија, бидејќи тоа е основна дефиниција на дипломатијата, да се работи во интерес на својата земја, во односите со други земји, бидејќи овде се и други земји сега гледаме замешани, многу значајни за нас, ако земеме од политички до економски до секаков друг карактер, сметам дека добро почнале со искреност. Кога првпат се одржаа првите 2 средби во Брисел, оценките овдека беа дека тоа не е соодветното ниво, дека посредништвото на тројцата европратеници нема да даде конкретни резултати. Дали сега вклучувањето на еврокомесарот Хан значи поголемо инволвирање на ЕУ? Еве да почнеме од вас, господин. Па дефинитивно, мислам, ситуацијата е критична. Значи, ние претпоставуваме не сме не толку сериозно и не ја гледаме критичноста на ситуацијата во која се наоѓа Македонија. Од не знам кои причини, меѓутоа дали менталитетот, дали нашиот пристап кон работите, кон секојдневието и така натака, меѓутоа како заедница, пред се како интелектуална заедница, знаете, а после тоа и како дипломати и како политичари, не го сваќаме доволно сериозно моментот и самиот факт дека се случи еден огромен инцидент, кој еден трагичен настан со масовно губење на животи, ја алармираше Европската унија, ја алармираше Соединетите американски држави, целокупната светска заедница, така да Македонија е сега една од топ вестите во светот. И покрај тоа што сме мали и релативно неважни за глобалната политика и глобалните случувања, и вклучувањето на Хан на едно ниво и директни разговори меѓу двајцата лидери е, значи, еден факт кој што не сме да се пренабрегне и тоа ни дава на значение, односно ни обезбедува еден заклучок дека де факто решавањето на кризата ќе дојде многу брзо, дури ја очекувам дека за неколку недели ќе имаме разврска. Дали кумановските настани се тие што беа тој катализатор на по-силно вклучување на Европската унија, бидејќи впечатокот досега беше дека тие се држат некако настрана се додека внатрешните прашања не ја засегаат безбедност, а кумановските случувања беа едно безбедносно прашање. А сега, дали директно тие влијае на покачувањето на нивото на озајснувачот, да го наречеме господинот Хан, не би можел да кажам, но секако дека безбедносниот аспект е многу важен на меѓународен план и во меѓународните односи генерално земено. Ние имаме подпишано и договор за стабилизација и асоциација на СЕ. Таму е исто така имаме стабилизација, имаме безбедносни аспекти кои што нас не обврзуваат. Имаме со американците посебен и договор за стратешко партнерство. Стратешко партнерство или како сака да рече, важно има тука елементи кои што имаме обврска
да ги испорачаме према меѓународниот фактор, дали тој на билатерален или на мултилатерален план. Во случајов со Европската унија исто така, во нашиот договор има и такви елементи. И како кандидат, мислам, земја, не имаме обврска да испорачаме безбедност, која што во случај на влошување во нашиот регион ќе има реперкусии на поширокиот регион. И затоа Европа, особено во времето на една криза каде што има огромни човечки жртви и материјални разорувања во Украина, не би сакала да има второ место каде што нешто би се случило. Значи, ќе речете дали е ова превенција. Може и тука да се стави таа точка, да, ова е превенција, но мора да се признае дека во подолг период упатствата, препораките, мислењата од овие фактори во Брисел, Европскиот парламент, Европската комисија, доаѓа директно до нас да поправиме некои работи кои што не се функционални прво за нас, али не се функционални во смисла на она што имаме обврска да го испорачаме на меѓународен план. Но постојано се занемаруваат. Без оглед од која страна. Се занемарува дали е тоа потреба од натришни политички, економски, социјални или други прилики, тоа е више неважно за нив. Они гледаат дека она што е ветено не се испорачува. И доаѓа до ова да имаме посредништво. Посредништвото се дига. Ја би сакал да верувам дека ова што го вели колегата, дека наскоро за некое време ќе дојде до тоа, затоа што тоа е од големо значење за сите нас, пред се за економијата и за генерално за развојот, да не кажам интегративните процеси да се забрзаат. Но, како што ево и денеска или вчера напомена нивниот представник во Скопје, препораката на некој начин виси. Господин Филипов? Се слагам, се сложувам со тоа дека ова беше конечно тригер, еден прекинувач кој што даде сигнал дека ситуацијата е многу завриена и дека е потребно директно вклучување на Европска унија. За жал, скапо ја чинеше тоа Република Македонија, користам приликата да изразам сочувство до фамилиите на погинатите и на оние што се во болница. Меѓутоа, изгледа дека Европа не оставаше да тренираме демократија, меѓутоа најпосле свати дека е тоа пресериозно и премногу ќе чини тој тренинг, така што сега интервенираше, да не забораваме. Да тренираме или да учиме на собствените грешки кои што и покрај сите укажувања од година во година се повторува и се мултиплицира. Така, се натоложуваше нешто на кое што таа се правеше дека не го гледа, може би. Го гледаше, меѓутоа се правеше дека не го гледа. Гледам дека за прв пат се вклучи една друга сила светска со нејзини коментари, тоа е Русија. Може би тоа беше изненадување малку за Европска унија. Да, тој сегмент ќе го оставиме за која што сигурно како и сите тие големи сили имаат своји интереси, нивните интереси се далеко сежни и далеко од нивните граници за разлика од нашите кои што се само околу нас. И дефинитивно уште еднаш потврдам тоа дека тоа беше причината за директното вклучување. Дека сериозноста прикажана на ваков суров начин за жал. Во Македонија имаме известна ситуација на политички или дипломатски аутизам, несакање да се слушнат намерно или случајно и да се прочитаат соодветно пораките кои што доаѓаат однадвор. Тие во овој период беа речиси идентични без оглед дали доаѓаат од Европската унија, од Соединетите Американски држави. Се почна со изјавата на германската амбасадорка која беше критикувана од власта, потоа излезе и амбасадорската шесторка, а денеска истите пораки се повторени и во Европскиот парламент. Пред да ја продолжиме дискусијата, предлагам да ги слушнеме да ја слушнеме пораката на високата представничка за заедничка надворешна и безбедносна политика Федерика Могерини, која што беше во Европскиот парламент пренесена од еврокомесарот Христос Стилијанидис, како и на европратениците Едвард Кукан и Ричард Ховит, кои се и олеснувачите во овој диалог, па ќе се вратиме со дискусијата. From the outset of the political crisis
Од почетокот на политичката криза, Европската унија повикуваше на враќање на нормалниот политички диалог меѓу главната владеачка и опозиционата партија. Како што знаете, комесарот Хан и пратениците Кукан, Ховит и Вајгл синоќа и денеска во ранните утрински часови се сретна и разговара со премиерот Груевски и лидерот на опозицијата Заев. Ова беше важен состанок. Јасно е дека двете страни го сваќаат посредувањето на Европската унија многу сериозно. Се одвиваат темелни разговори за различни ставови. Истовремено, Европската унија ги повикуваше надлежните органи да ги испитаат сите обвинувања за потенцијално незаконско работење, вклучувајќи ги и обелоденувањата преку прислушуваните разговори, и тоа на независен и транспарентен начин. Комисијата исто така испрати и тим правни експерти, со задача да ги разгледаат некои од системските прашања, за кои ние и претходно изразувавме загриженост, а се потврдија со прислушуваните разговори. Македонија се соочува со тешка политичка криза, како и сериозни безбедносни предизвици кои би ги загрозиле темелите на секој политички систем во Европа. Поминато неделните настани во Куманово, знаеме колку сериозна може да стане ситуацијата. Скандалот со прислушувањето откри сериозни сомнежи кои мора да бидат адресирани од надлежните власти. Истовремено, политичарите мора да дадат одговор на прашањето на политичката одговорност. Во оваа ситуација мора да бидеме сведоци на промисленост, политичка одговорност и засилен политички диалог. Ова мора да биде демонстрирано од сите страни на политичкиот спектар и од различните етнички групи. Во земја со толку сериозни предизвици, важно е функционирањето на демократските институции и механизми. Ова особено се однесува на парламентот, кој е главната платформа за политички диалог и механизам на политичка контрола. Да не заборавиме дека евроатлантските процеси во оваа ситуација се една од ретките алатки кои можат да помогнат во надминувањето на оваа криза. Македонија мора да се врати на правата патека. Никој не вели дека објавените прислушувани разговори кои ја предизвика оваа криза се целосно фабрикувани и Европскиот парламент треба да го поддржи демаршот од амбасадорите на Европската унија, кои побараа одговорност за обелоденетата незаконитост. Реформите во оние сфери кои создаваа загриженост, судството, медиумите, изборните процеси, граѓанското општество, веќе беа дел од извештаите за напредок, акционите планови и диалогот на високо ниво, и затоа секоја нова посветеност на нивното спроведување мора да демонстрира зошто овој пат работите ќе се развиваат на поинаков начин. Никој не е над законите, но доколку лидерот на опозицијата биде затворен, нашата солидарност нема да биде само со него, туку и со самата идеја на демократијата во државата, која со еден таков чекор би била доведена под знак прашалник. Тоа беа пораките од дискусијата во Европскиот парламент која заврши пред малку. Господо амбасадори, ја користам оваа титула бидејќи нели велате еднаш амбасадор, секогаш амбасадор. Што значи ова кога странските представници ги фрлаат дипломатските ракавици и кон една земја се обраќаат со ваков речник и со вакви директни пораки кои што едноставно не оставаат простор за различно читање? Повторно вас. Благодарам. Видите, краток ќе биде многу едноставно, пораката е многу јасна и проблемот е тежок и проблемот е длабоко темерен во социјалната, интелектуалната сфера на граѓанството во Македонија и на нас самите, пред се на интелектуалците, како носители и мотори на движењето на општеството, економијата и политиката. Значи, ние крахиравме по сите димензии, во надворешната политика со многу слаби дипломати, со, да кажеме, бледи министри во последно време за надворешни работи. И на крајот се случи овие ситуации во кои што се отворија една кутија, Пандорина кутија, и сега повторно се обидуваат две политички сили да дебатираат околу ситуацијата, кој прислушкувал, зашто прислушкувал, дали е тоа легално, а другата опција вели, видите, да ги слушнеме содржината на разговорите. И во целата таа ситуација повторно притисокот врз народот и 90-80% од народот е недолжен и невин во целата оваа ситуација да се тормози и да се притиска. И тоа го сватија дипломатите во светот и видоа дека уствари тешко ќе помине еден дипломатски речник во Македонија и сега се бараат нови механизми.
Така да уште повеќе ќе заострува јазикот. Но проблемот е што и вака отворениот речник не помина. Ќе помине. Бидејќи имаме кон опозицијата барањето е едно, се повторува постојано да се врати во парламентот. Повеќето од пораките се индицирани кон владата. Сериозни сомнежи за владини нерегуларности, скандал со прислушувањето, преземање политичка одговорност, наводите од прислушувањето да се истражат. За сето тоа имаме молба. Значи, 3 елементи има тука, уствари еден елемент, а тоа е немање независност. Значи, немаме независност во судството, немаме независност во администрацијата и независност во медиумите. И тоа се трите столба каде што Европската Унија јасно и гласно критикува, а за тоа нормално е најодговорна владеачката структура. И сега политиките кои што се водеа до сега се покажуваат како неуспешни и потребно е промена на тие политики. Тоа е многу просто. Мислам да оставаме другите колеги кажат мислењето, не го узурпирам времето. Да, не. Господин Да, во принцип да се согласувам, али има еден исто развоен елемент да го кажеме во нашето градење на држава. Има фази во кои што градите држава, во кои што е на интелектуална, да кажеме, средина помага во стабилизирање на тековите на економски, културен, социјален и таков план. Очигледно дека во овој краток период од 24-5 години ни фалело во претходните фази на развојот на македонското општество, зборувам и за двете заедници, за 4 заедници, за 6 заедници на сите, едно државничко чувство. Тоа највише се изразува во односите кон меѓународниот фактор. Тоа државничко чувство може би кај неколку или 10-15 луѓе веќе било вкоренето, но на поширока маса, да кажам, на луѓе кои што би требали да бидат носители на целиот развој, на промената на системот, бидејќи од еден во друг систем поминувавме, во дипломатијата, значи, дојде највише до израз. Ја тоа го поврзувам исто така и со еден низок степен на политичка култура. Така да луѓето што влегуваа во политиката, влегуваа за одредени или по инерција, или влегуваа заради одредени лукративни или други интереси. И тоа е факт, тоа ние можеме да го потврдиме. Некои влегуваа после тоа во бизнис или од бизнис влегува во политика и така натаму. Сега, она што се случува, дојде до една точка на вриење во смисла на тоа дека веќе државните ресурси пополека ги нема, буџетот се празни интензивно, зимаме ние кредити за да би алиментирале од пензии до плати, социјални фондови и слично, и нормално доаѓа до една ерупција внатре, која што ја гледаме дека и низ овие прислушувања разговори доаѓа до израз и ги погодува масите. Што може да прави тука дипломатијата? Да разубавува сликата? Многу тешко. Не, прашањето беше зошто нашиве политичари не ги читаат пораките кои што доаѓаат однадвор, кои што веќе не се дипломатски, тие се или да кажем дипломатска култура кај нив нема, односно е на многу ниско ниво. Извинете, ама ние имавме неколку фази, ајде да не спомна 2001 или оние настани во собранието, каде што конкретно бараше меѓународната заедница одредено на стабилизирање на тие односи внатре во општеството за да се оди напред. И ние рековме, не, тоа не важи. Ги прогласивме со некои вулгарни зборови, тие документи кои што се подпишани. После доаѓа друга фаза, па трета фаза, и они гледаат више не иде. И тогаш доаѓа до дали ќе одиме утре на друго ниво. Значи, примањето на пораките е проблем. Проблем кај оние што одлучуваат да превземат чекори кои што не се популарни за одржување на власт. Делумно, значи, ќе се сложам со амбасадорот Рафаеловски дека интелектуалците и воопшто таа сфера која што би требало е старински да ја нарача малку надградба да биде на општеството, дека закажа. Дека не само интелектуалците, професорите, ами би рекол и актери, и глумци, и режисери, и други културни работници закажаа во овој период на формирање на оваа држава, дозволија луѓето да се идентифицираат со политичката припадност, со партијата. Тоа е многу тешка идентификација и сега кога некој зборува нешто дека некој направил нешто лошо, а е од оваа политичка провиненција или од друга политичка провиненција, секој од луѓето што се идентифицирале веќе со партијата мисла дека е тоа насочено кон нив директно.
и упорно застануваат да бранат, често пати не знаејќи што бранат или не знаејќи што напаѓаат. Значи, тој дел сме го прескокнале. Второто е немањето на дипломатска, односно политичка култура, да не се разбираат говорите со знаци, говорите со мали покажувања, говорите со топли укажувања. Требаше да дојде до овој момент да во парламентот некој вака да ни се обрати, иако тие се парламентарци, нормално ќе настојуваат. Уште полоша ситуација, 6 европски амбасадори излегоа и ги побара истиве работи, па дури тогаш се случија две оставки на министерот и оставка на... Сами не излегоа, ние сите сме били амбасадори, знаеме дека од некаде добиле сигнали и инструкции тоа да го направат, тоа значи тие ги представувале интересите на нивните држави, односно мислењата на нивните држави. Уште во однос на тоа докаде ќе се оди. Ако продолжиме вака да не разбираме дипломатски и вака да не разбираме парламентарно, бидејќи парламентарците се послободни од дипломатите, тие во парламентот секаде се дозволено се каже, нормално дека тие ќе инсистираат едната од партиите се врати во парламентот, бидејќи тие се нивни колеги, таму сакаат да се дебатира. Ќе почнат после неразбирањето на вакви знаци, ќе почнат поинакви знаци. Блокирање, не знам, на сметки, можеби нема да ни се даде некој кредит, некоја финансиска помош и така натаму. Така што ќе дојдат многу посложени ситуации. Јас не би сакал до тие да дојде, зашто повикав уште однапред, покрај честноста да се повика и мудроста малку. Очекувате по-робусно? Очекувам ако не се разберат овие. Ако не се разберат овие пораки, очекувам уште по-робусни, по-големи закани. Ама верувам дека нема да дојде до тоа. Дека не би требало да дојде до тоа, зашто интересите на постојање на земјата се поголеми од интересите на било кој член на оваа заедница. Да, но ние имавме ситуација која што укажува на спротивни тенденции од тоа што вие го говорите. Протест, па контрапротест. Камп, па контракамп. Па тоа е дел од тоа истото го зборуваме. Политичка култура, не? Тоа е истото го зборуваме ние дека така не може да се продолжи во бесконечност. Така не може да се продолжи во бесконечност. Има еден знаете што, вие барате лек, одите во една болница во друга, кај еден лекар, кај друг, еве во Македонија, па ќе сватите дека тука не може, подите во странство да се лечите. И ќе ве чини многу скапо, гаранцијата каква ќе биде, дали ќе се излечиме или не до крај. Значи треба да се внимава, треба да се земе во обзир како една синтагма што ја знае секој германски политичар. Јас спомнувам Германија како земја, најголема во Европска унија и земја во која што престојува, видов како функционира, кога се интересите на земјата во прашање. Нема поголеми интереси од интересите на земјата. Значи треба да го разбереме конечно. Господин Рафаиловски. Да, видите, интересите на земјата се исти за секој, за едноставниот селенец, за мене, за Заев, за Груевски, сите имаме интереси, така да никој не смее да стави капа и да каже јас сум најголемиот патриот. Абсолютно. И интересите на државата јас ги штитам, бидејќи интересите на земјата ги штитат сите патриоти на Македонија, значи без разлика дали македонци, албанци и така натака. Во суштинава е проблемот многу голем, бидејќи, како што рековте, политичката култура се повалку и повалку, значи онаа ерозија на етиката во политиката. И јас би рекол дека ние сега се донесуваме во една ситуација каде што иднината покажува полека дека веројатно Заев ќе добие шансата да раководи и да управува со оваа држава. И сега доаѓаме во една ситуација во која што од една страна тој нема подкрепа од граѓанството доволна за да може да превземе власта, а од друга страна има блага софт поддршка од меѓународната заедница. Визави него, партијата на власт ДПМНЕ има поддршка, се уште поддршка од масите и од јавноста и од граѓаните, веројатно, или како да кажам, ако видите рейтинг агенциите и така натака, сметам дека сепак се еден чекор пред. Меѓутоа, поддршката од меѓународната заедница поради слабите политики по однос на регионот, значи кооперацијата, балканската кооперација меѓу соседските односи и европската политика, довербата на европската заедница кон актуелната постановка опаѓа.
И сега се наоѓаме во една ситуација која што е на прв поглед безизлезна, меѓутоа со зголемена активност на директни преговарачки тимови и активно учество на Европската заедница, ќе дојде, предпоставувам, до брза разврска и тоа е многу добро за државата. Меѓутоа, сериозните проблеми ќе останат и понатака и останува да се види како тие се решаваат, а сериозните проблеми произлегуваат од нас самите, од нашето општество. И како еден од тие проблеми ќе го наведам прелетувањето, односно преместувањето на политичките фигури, дипломатите од еден табор во друг табор. Така на Социјалдемократскиот сојуз во последниве 10 години или 6 години му избегаа над 60% од дипломатите кои што порано беа амбасадори на Социјалдемократскиот, дури министри беа во влади социјалдемократски, а во овие 6 години станаа, да кажеме, активни играчи на улогата на политиката на актуелната власт. И во таа констелација е многу тешко да се врати довербата и затоа според мене е неопходно, ќе го воведам терминот на политичка хигиена. И што значи тоа? Политичка хигиена значи точно дефинирање на политичките ставови на партиите и политичка ориентација на главните носечките фигури во државата кои што се најодговорни за водењето на иднината и политиката. Господине Габер, пуште вашиот став околу овој аутизам своевиден, намерен или ненамерен, па одиме со реклами. Не, веќе реков дека се гомила препораки и мислења кои што се однесува нашата актуелна ситуација, развојот пред се и нашиот пат кон евроатлантските интеграции. И ние тие не ги разбравме. Имаме до душа и случаи и во нашето блиско окружување, каде што не ги разбираат тие пораки, особено за корупцијата во таа земја. Па ќе дојде само до една средба која што не знаеме ни како се одвивала, ни што меѓу Оли Рен и Санадер, па да дојде до една катастрофална одлука негова за елиминирање на секоја итнатамошна политичка активност, дури и за судење и така натаму. Така да немојте да мислите дека меѓународната заедница само гледа и само праќа пораки. Класичните држави, само да довршам, класичните држави имаат цели механизми, имаат аналитички центри, имаат начин да го спроведат во дело својот интерес. Во нашиот случај, почетокот на барањето да се седни, да се преговара, сето тоа, представува една нивна одлука дека веќе чашата е прелиена. Вие за тоа веројатно би држеле цела дебата и би пишувале книги. Ние во нашиот новинарски жаргон тоа го нарекуваме, нели, политиката на морковот и стапот, за можните решенија за излез од кризата и особено она што се појавува како специфика во овој случај, а тоа е нагласениот руски интерес, се по рекламите. Повторно сме назад во студиото со моите вечерашни гости, поранешните амбасадори Виктор Габер, Горан Рафаеловски и Георги Филипов. Пред да преминеме на оној дел околу вашите очекувања за можната разврска на оваа криза и начините да се дојде до тоа, би сакал да го слушнам вашето мислење околу еден интересен факт кој што се користи во различни толкувања, излегоа различни теории околу него, а тоа е нагласениот интерес на Русија околу случувањата во Македонија. Сведоци сме дека за неколку месеци имаме 3-4 соопштенија издадени од Руското министерство за надворешни работи, што не се случило досега. Ја имаме и денеска уште еднаш повторената изјава на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров дека случувањата во Македонија се контролирани однадвор, нешто што е во некаква паралела со тврдењата на премиерот Никола Груевски, кој сите овие обвинувања на опозицијата, снимените материјали и ги препишува на некаква странска служба, иако никогаш не ја посочи. Која е вашата позиција? Позиција подобро да не го поставивте прашањево. Во
глобалното разместување на силите на светската сцена се знаат главните играчи. Значи најголемите воени економски сили. И секој нивно движење, изјава, напад, ако сакате, реакција, оди во прилог на распоредувањето на нивните интереси на тој глобален план. Ова што се случува во последно време да руската дипломатија, прво министерството со таа изјава, па после тоа и директните изјави на самиот министер, влегува во еден кош за мене кој што перманентно може би постоел во нивните меѓусобни кошкања, да ги наречам, под маса, но не беше јавен. Исто така и американскиот државен секретар исто така имаше изјави во таа смисла кој кај се наоѓа на сцената. Дека Македонија е на таа жешка линија Значи се наоѓаме како земја, и тоа мене лично највише ми тежи, дека станавме предмет на нивното балансирање на силите, односно дали ваму или таму сме во нивните сфери на влијание. Тоа значи дека и нивните другите служби, покрај дипломатијата, работат на тоа да дознаат до каде ќе оди оваа криза, колку може да се развие, како може да се третира, со кои нивни интереси ќе биде во спротивност или ќе биде во интерес да се развива. И затоа уште еднаш ќе речем, се жал ми што го поставите тоа прашање, подобро да не го поставуваме, бидејќи се работи за едно веќе загревање на македонскава криза на многу повисоко ниво отколку што се одесува за внатрешна, како внатрешна криза. Не можеме да не го споменеме и да не го обсервираме кога руски министер за надворешни работи излегува со изјава и вели дека ова што се случува во Македонија е заради противењето на господинот Груевски да ги следи политиките на Европската унија за санкции кон Русија и заради поддршката на Македонија на Јужен тек и на сега новите планови за Турски поток, бидејќи Јужен тек пропада. Кажавте се. Кажам јас. Вака. Мислам, најважно е секогаш пред да донесеме било каков заклучок да одредиме вистинската состојба која што е. Денешна изјава на Лавров не успеав да ја најдам. Најдов многу кои што пренесуваат дека кажала, меѓутоа соопштение на Руското министерство за надворешни не постои така. Такво не. Меѓутоа сепак се работи за ИТАР, и тука нема. Ајде да речеме дека вистина било така, иако често пати тие соопштенија знаат да бидат и така малку интерпретирани некако што се. Зашто вкупно за 7 дена руската дипломатија, односно Руското министерство објави на неговата страница 6 соопштенија во кои што се спомнува Македонија. Од 9 мај до 18 мај таму, колку доаѓа за 10 дена, што не се случило никогаш во историјата. Првото беше на 9 мај, веднаш после случувањата во Куманово. 9 мај знаеме што е денот на победата над фашизмот, голем празник беше во Русија, можеби делумно тоа го почувствува и како фрлање дамка на таа прослава, и да речеме, иако големите држави не би требало да ги поттикнува така, да речеме која елементи на суета. Тие не обвинија ни една страна директно, туку рекоа дека можеби тоа обид за некаква обоена револуција како што се случила во Украина. Моментот претходно рекоа кој ја направил, кој ја предизвикал таа обоена револуција во Украина, паралелите лесно се ама во соопштението тоа не стои. Значи јас сега идеме малку по утврдување на вистинските зборови употребени, што се многу значајни. Што се случува? Руската дипломатија, односно уште во 2007 година, Путин, самиот, на Михенската безбедносна конференција, најави еден поинаков пристап. Бев присутен на таа конференција, до мене седеше рускиот амбасадор, се сеќам подготвениот говор што му го дале на Путин, го остави на страна и додека зборуваше канцеларката Меркел, председателот Путин пишуваше со обичен молив, значи не ни со пенкало, со обичен молив го пишуваше неговиот говор. И тогаш најави потполна друга насока на водење на руската политика, што полека се почувствува во светот, се почувствува и кај нас. Делумно беа изненадени сите таму присутни други над 100 министри, премиери, председатели, дури и неговата дипломатија не знаеше за тој настап дека таков ќе биде. Од тогаш Русија
спроведува една поинаква политика, зашто и самата се наоѓа во една, да речем, незавидна позиција, во смисла таа е голема држава со малку народ, ако земеме во обзир на незините соседи Кина и Индија, или на Америка, која што постојано расте со број на жители, а Русија опаѓа со бројот на жители. Да видиме попрецизно што значи тоа во актуелниот контекст. Значи најавата на поофанзивна дипломатија, по-проактивна дипломатија и брање на своите интереси секаде каде што ќе може, за да не им се повторат некои случувања. Она што Кери, државниот секретар американски, го најави како на огнена линија ќе биде Македонија, тој не ја спомна само Македонија, тука се и други земји, значи го спомна и Косово, спомна Србија, спомна Грузија, спомна Молдавија, дури и делови од Романија можеби спомна, иако за нас најинтересно, па новинарите го пренесеа само тоа беше како одговор на еден сенатор, прашање на сенатор, значи го немаше како некој известување на американската политика, па да се види како некој генерален пристап на американската политика, ама навести нешто. Сега, руската дипломатија што прави? Таа нема сили во НАТО, нема сили во Европска Унија, сите земји околу Македонија се или членки на Европска Унија, или се членки на НАТО, или му служат на НАТО, да речеме, на некој начин, како еве Косово. Нема поинаков начин да делува, има начин само во ОПСЕ да делува и во Советот на Европа. И затоа тие соопштенија, Србија е председател моментално со ОПСЕ. Едното дојде во Белград, денеска имаме повик до Советот на Европа да ја посети Македонија. Така, тоа беше, вчера беше повикот на говорот на Лавров пред Совет на Европа, да го председател, односно генералниот секретар на Совет на Европа, прво рече да го посети Скопје, меѓутоа во другото соопштение видео дека е премногу остро само Скопје, па да генералниот секретар се повикува на Советот на Европа да го посети регионот, што е малку така поублажена варијанта. Значи Русија покажува една проактивна политика во дипломатијата, што малку и користи ситуација да се апсайдира, да се стави на страна ситуацијата во Украина, да се искористи нова точка за малку таму да се добие во време и во темпо. Зборувам чисто како дипломат и како се ставам емпатично во нивна позиција, користат секоја позиција да подобрат позицијата на Руската Федерација во светски размери. Може би и друг така би постапил. Господин Рафаиловски, дали ова руско земање под закрила на владата, резултат на некакво владино намигнување кон Москва или едноставно, како што вели господинот Филипов, се користи ситуацијата за сопствените стратешки цели и интереси? Па не, мислам, тој многу подобро треба да знае, бидејќи беше долго време во владата на Груевски. Значи, имаме со... Не су бил во владата на Груевски. Во дипломатијата, да. А, тоа е друга работа, не е на Груевски. Таа е во дипломатијата на Груевски, да. И во континуитет последниве 2 години имаме осцилации во нашата надворешна политика, што не е многу добро. Значи, посети намигнување, како што кажавте вие, да кажеме вака малце на еден квази дипломатски речник, со Кина, со Русија, што, да кажам, очигледно беше во последниве 2 години. Од кои причини не ми е јасно, дали преголем беше товарот за спорот со името, дали беше преголем товарот со, да кажеме, овој процес на асоциација, дали некои внатрешно политички проблеми ги мачеа основните овие активните играчи на владината коалиција. Меѓутоа, во суштина е дека ние и покрај тоа што стално кажувавме НАТО и Европската Унија е наш став и наш приоритет, ние благо во последниве неколку години се наклонуваме и намигнуваме на таа политика. Во принцип, тоа се политики кои што ги води владата, и тие политики ги следи и дипломатијата, бидејќи е под директни ингеренции и контрола на Министерството за надворешни работи и на председателот. И тука можеме да дискутираме добро или не е добро, јас ќе го кажам моето мислење и мислам дека не е добро. Значи, Македонија како држава, која што имаме многу мала историја и
нели, поготово сега во овој демократски процес како што се развиваме, сме многу кревки на безбедносен план, кревки на внатрешен етнички план, кревки сме исто така на економски план и така натака. Значи по сите димензии ние сме како држава кревки и според мене и покрај тоа што во јавноста се прокламира ставови дека треба да имаме алтернативи, јас сметам дека ние единствена алтернатива треба да ни биде интеграцијата во Европската Унија и членството во НАТО. Русите имаат еден јас став и нивниот став е кристално чист во последните 20 години. Тие кажуваат дека новите аспирации и новите членки кои што сакаат да влезат во НАТО, ние не ги поддржуваме. Тука се вклучува и Македонија, тука и Полска, и Бугарија, и сите. Меѓутоа, тоа е нивната позиција. Ниедна руска изјава не постои кај што рекле дека им браниме на новите држави да бидат членки на НАТО или на Европска Унија. Такво нешто не постои. Ниту на ниедна средба со било кој руски представник, па дури и помеѓу Путин и со Путин не е кажано дека Русија ни забрано да бидеме членови на НАТО. Тоа би било директна интервенција во забранува е вашиот збор. Значи мојот збор беше не се согласува. Или не гледа благонаклонето на тоа. А забрана е сосема подолго. Значи, каде ќе членува една држава е работа на незина работа. Ако видите на сите јавни објави, единствено нешто за што се слагаат сите партии во Република Македонија и сите народи што се тука и верски определби е дека Македонија е местото во Европска Унија и во НАТО. Да, тоа се формални изјави. Да. Суштината на економските односи, културните односи, развојот на зашто зашто нас не ни доаѓаат европските Ајде да ги земеме односите економски. Тоа е друго. Ама зашто не? Тоа е заради водење на последната политика што ја водиме. Ама и заради некој незадоволство. Позади нив има фирми, позади нив има капитал. Точно да се разбереме. Ево ова не дипломатски ќе го кажува. Не, вака. Интересите си се интереси. 78%. Погледнете Завод за статистика. 78% од трговијата на дворешната размена на Македонија со Европска Унија. Па како ќе ми кажеш дека ние не сме заинтересирани за Европска Унија? За кого да сме заинтересирани? Како дипломати да ние распленуваме, со она што го правиме ние на терен. Значи јас посматрам реално, затоа реков да согледаме реалната ситуација. Она што го правиме да го видиме, го правиме, соработуваме со Европска Унија. 30% ни е трговијата само со Германија. Најголемите инвестиции ни се од тие земји. Што го викате на или културните односи, кои културни односи? Културните односи со Германија, со Австрија. Најголем поддржувач ни е Австрија. Во една ваква ситуација. Не знам од каде вие тогаш стават дека сме осмениле ние. Спориме тоа зашто тие реагираат вака на одредени внатрешни движења. Во една ваква ситуација како што ја објаснувате, ако и некои од вас велат декларативно, некои велат искрено сме ориентирани кон ЕУ и НАТО, ако во една ситуација во која што ги знаеме своите стратешки интереси, главното гледајте го тој што ќе ве побара за жена. Значи тој со кој што работите вистински. Значи ние работиме со Европска Унија. И членуваме во НАТО, мисиите секаде. Тоа го правиме. Имаме една ситуација во која што за она што ни се случува, особено за она што најмногу ја погодува владата, а тоа се прислушуваните материјали, имате официјален став на премиерот дека тоа се креации на странски служби. Како тоа како дипломати би им го објасниле на своите партнери, на своите колеги. Па странските служби и нас не прислушкувале, тоа е јасно. Проблемот е само за опфатот и проблемот е за кој е прислушкуван и зошто е прислушкуван. Ако тој што ги користи прислушкуваните материјали се сведат на еден или двајца, тогаш доаѓаме до една криминогена ситуација, неуставна, незаконска и како сакате. Но ако е прислушкувањето во интерес на безбедноста, на откривање на криминални групи, откривање на вакви групи како што беше Куманово или слично, терористички, или криминални, чисто криминални, да кажеме, тоа е сосем друга работа.
Значи, одговорноста е тој што го организира прислушкувањето и до кое ниво го развива тој систем. Тоа би било мојот одговор. Господин Рафајловски? Па видите, треба веројатно новинарите ваша функција е било да го прашате премиерот што точно мислел на кои странски служби, можеби тој може да Многу даде... пати го прашавме, на тоа прашање нема одговор, а го слушнавме и на последниот митинг. Практично сиот темел на говорот на премиерот и на неговото обраќање беше дека сето ова што се случува е сценарио, црна замисла на некакви странски служби, а дека лидерот на опозицијата е само марионета кој не свесен за големата игра и големата слика на таа фамозна странска служба и ја игра нивната игра. Значи, видите вака, политиката и водењето на државата е сериозна работа и одговорноста е голема тежина и човек треба да има храброст и доблест да ја носи таа одговорност и што по-апсолутна е власта, тоа тежината на одговорноста е потешка. И јас не би се согласил со констатациите дека јас сум најпаметниот и јас сум најголемиот патриот, а останатите се предавници, бидејќи тоа само ќе не носи во еден циклус на саморазорување и самоуништување и на крајот сите ќе бидеме губитници. Значи, едноставно, сакам да кажам, дека најдоброто решение за мене е изнаоѓање на компромис и почитување на другиот како и самиот што се почитуваш. Како до компромис ќе биде последното прашање по уште една пауза за реклама. Назад сме во завршницата на топ тема. Почнавме со потенцијалот на лидерската средба која што со бриселско со европско посредништво се одржа во Страсбур. Господин Филипов, овој завршен круг би го почнал од вас, како до завршница или како до тоа што филозофско-дипломатски на почетокот го рековте мудрост, ама низ неколку конкретни чекори. Што очекувате? Тешко прашање ни поставивте. Има едно правило во теоријата во вештината на преговарање. Пишува во едно време на серија од статии за вештини на преговарање, дека амбасадорот Рафајловски мисли дека ќе заврши многу брзо. Јас сум, ако треба, нека не заврши толку брзо, ама нека заврши квалитетно. Она што ќе се договори да се почитува. Зашто имавме веќе еден договор кој што гледаме дека не се почитуваше до крај и можеби тоа беше дел од причината зашто една од партиите не сака веќе на таков начин. Ставовите се крајно спротивни, ги знаеме кој или што би ги приближил. Вие најавивте и по-робустно инсистирање, по-силен притисок. Тоа е задачата на медијаторот или на тој што ги ќе фасилитира, што ќе ги олеснува преговорите. Тој од време на време ќе треба да насочува и до каде која страна може да оди, инаку се знае дека ако еден си поставил вакви цели, другиот си поставил таму цели, некаде ќе мора се најдат барем на половина. И јас би бил радосен ако преговорите завршат за двете страни лошо, односно ни една страна да не добие тоа што посакува максимум, а така мора да завршат. Значи, кога двете страни нема да бидат задоволни со она што се договориле, ќе биде добро. Да не излезе дека ја парафразирам Меркел, која што го рече тоа истото за преговорите, односно разговорите околу името со Грција, меѓутоа тоа е дури второстепена работа отколку оваа работа. Поважно ни е да си имаме мир во куќата отколку па после за надвор, што ќе биде. Дури нема ни на прима да разговараме надвор ако си немаме мир во нашата земја. Која порака и до медијаторите се праќа ако се инсистира на скандалот со прислушување кој што откри сериозни сомнежи, тие сомнежи да бидат адресирани од надлежните власти, оваа реченица ја повторуваат сите, и ако на преговорите синоќа во Страсбур дел од делегацијата е претходно разрешениот директор на УБК. Која порака со тоа се испраќа од едната преговарачка страна или од премиерот во таков случај? До медијаторите, до оние на кои што Божем им велиме дека ги прифаќаме нивните сугестии и препораки. Вие Божем го употребивте. Јас ја гледам само реалната ситуација.
дојдоа двете страни на преговори. Не е божен. Значи, дојдоа на преговори вистински. И ќе мора да слушаат и слушаа. И многу важно се двете страни согласија дека биле преговорите искрени. Тоа е голема работа, реков, голема користење на една разумна сила. Искреноста е една разумна сила. Ќе треба и двете страни да остапуваат, иако на изглед оној што е на власт ќе губи повеќе сигурно. Меѓутоа има една работа што ја пренебрегнуваме и лидерот на опозицијата, колку што знам, понуди оставка и тој и како рече и двајцата лидерите си заминат во име на во име на доброто на земјата. Што еве и сите овие шатори и кампувања можеби ги оправдува. Да знаеме повеќе детали, ние не знаеме ништо од деталите, не можеме да кажеме, можеме само теориски да кажуваме, да знаеме повеќе детали, па би можеби да насочиме која, меѓутоа стварно, освен од она, еве претходно спомнавте странски служби е многу општ збор, значи ќе мора малку да се тоа да се подефинира, понасочи, да се препознае нешто зашто многу би помогнало можеби во самите преговори. Ама верувам ако се искрени преговорите кај тоа и за тоа станало можеби збор. И значи само можеме да нагаѓаме ние. Во секој случај и двете страни ќе бидат незадоволни од решението на крајот и тоа ќе биде добро. Господине Габер, имате мало и инсайдерско искуство, накратко кои се вашите очекувања? Па се тоа искуство не е за да го сега елаборирам, за тоа што е во тек се многу работи. За дискреција. Но факт е дека за постигнување на одреден напредок во преговори, јас сега морам да кажам дека сум учествувал со Венс во првите преговори, али атмосферата е многу важна. И тогаш немаше атмосфера, бидејќи се очекуваше Македонија да се распадне или слично, зборувам за 93-та, и сега нема атмосфера. Проблемот кој ја создава атмосферата? Факторите политички. Проблемот е исто така кои фактори? Ако факторите политички располагаат со одредени ресурси, осебно буџетот го имаат во джеп, тогаш атмосферата не тешко се создава. Ние денес имаме соопштение на сите телевизии, едно те исто 4 или 5, ајде да кажем невладини организации или слично, само се повторува за тоа што рекол едниот или што рекол другиот од другата страна. Значи има еден центар кој што атмосферата не ја подобрува. Што станува со судството? Имаме процеси кои што не се завршени, односно кои што не се ни почнуваат затоа што надлежноста која што имаат не ја остваруваат, па некои барати, оставки. Сакам да кажам, атмосферата ја немаме. Ја многу би сакал ова што вели амбасадорот за 2-3 недели или за месец дена. Ја би сакал утре или вчера да се случеше тоа како македонец, како дипломат или како да кажам татко на деца и слично. Проблемот е значи она што двете страни сега се обидуваат да го преку меѓународната заедница да го стават на маса, треба да се почитува и да се оди на формирање на атмосфера која што ќе даде основа за разрешување. Јас не би можел да кажам сега дека тоа е утре или други ден, но во секој случај надеже дека веќе се вклучува едно друго ниво. Извините, Хан е друг ниво, има и следно ниво, има уште последно ниво. Да, неофицијалните најави се дека на 26-ти најверојатно ќе дојде европски посредник или посредници. Тоа не знам дали ќе биде баш така, али ќе биде продолжение на ова што се случуваше 10 сати во Страсбург. Ќе биде продолжение во секој случај. Господин Рафаиловски, намерно ве оставив за крај, бидејќи изгледавте некако најоптимистичен. Рековте нема да биде лесно, но сепак ќе има релативно брза разврска. Ги знаеме двете спротиставени, засега непомирливи страни и нивните ставови. Низ кои чекори очекувате да дојде до таа разврска? Па видите, значи точно дека брзо ќе оди целата разврска, бидејќи тоа е и намерата на Европската унија и на Соединетите американски држави. Тие вклучија сега второ, трето степени дипломати кои што доаѓаат во Македонија.
Тамо во Стейт департментот, како нивниот представник што дојде, има, што знам, можеби 100 такви на тоа ниво. Заменици на заменик. Заменик. Да, меѓутоа и тие се доволно јаки и спремни и нивната дипломатија е толку многу робусна што брзо ќе се покажат резултати. Значи, низ компромис ќе се дојде до резултати. Јас очекувам дека во тие преговори ќе се најде соодветен компромис, дали во форма на една преодна влада која што ќе има капацитет да ги спроведе барањата што се пред се поставени од меѓународната заедница, а исто така и дел од барањата, да кажеме, компромисни меѓу актуелната влада и опозицијата. И после тоа би требало да има избори, на кои избори ќе треба повторно Македонија да се одлучи за каков тип и кои луѓе ќе треба да ја водат во иднина. Меѓутоа, ке мене е прашањето и дилемата што после тоа. Тоа многу брзо ќе дојде, меѓутоа што после тоа. Јас за после тоа сум доста, нема да кажам скептичен, меѓутоа предпазлив во смисло дека одговорноста и капацитетот и карактерот на луѓето кои што ќе дојдат после тоа да ја водат државата треба да биде многу поинаков од ова што го гледавме во изминатиот период. Јас ви благодарам на сите тројца што бевте вечерва мои гости и што со вашето искуство и размисли споделивме идеи околу можниот излез од ова комплицирана состојба. Почитувани, тоа беше вечерашната топ тема. Останете на Телма, а утре во овој термин со вас е Александар Чамовски.